Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Божјо водство и Бог нека ве чува од секое зло. За денес ќе размислуваме од Евангелието според Јован, 10 глава, 28 и 29 стих. Само 2 стиха, но многу значајни. Исус Христос вели вака: Јас им давам вечен живот и никако нема да загинат и никој не може да ги грабне од мојата рака. Мојот татко кој ми ги даде е поголем од сите и никој не може да ги грабне од раката на мојот татко. А во 30 стих вели: Јас и мојот татко едно сме. Јас им давам живот вечен. И тие нема никогаш да загинат и никој не може да ги грабне од мојата рака. Евангелие според Јован, 10 глава, 28 стих. Сигурноста што ја дава Исус во овие стихови, може слободно да се каже дека е едно од најголемите охрабрувања за верните, за црквата, бидејќи вечниот живот им се гарантира сега и во иднина. Често пати кога се зборува за овие стихови и кога некои верници смело и храбро ја истакнуваат нивната сигурност, друга група на христијани им велат дека не треба да се однесуваат толку горделиво, бидејќи можат да паднат на нос и да се изгубат на крајот. Не може да ја поднесат нивната сигурност, сакаат да кажуваш мекушаво од типот не знаеме, Бог знае, кога ќе отидеме во небото, тогаш ќе дознаеме и слично. Со таквиот нивен став мислат дека се понизни. Но кога ја толкуваме Библијата, треба точно и правилно да ја толкуваме, без да одземаме стихови или пак да додаваме. Некои постојано ги цитираат Евреите 6 глава, а никогаш овие стихови за сигурност. А во Евреите дури и значењето му го искривуваат само да ја оправдат својата наука која не е целосно заснована на Библијата. Овие стихови јасно ни зборуваат за нашата вечна сигурност, за нашата позиција која останува од самиот почеток до крај, додека Исус не дојде од небото. Да ги разгледаме овие стихови накусо. И јас им давам, и јас, вечниот Бог, кој нема ниту почеток, ниту крај, битие кое е независно и нема да биде зависно, ја открива својата самобитност или својата величественост, своето постоечко јас. Од него се постои и се соединува во него. Кога му се јави на Мојсей, му се објави со зборовите јас сум, или во оригиналниот текст, хебрејскиот, стои само еден збор сум. Бог не може да се спореди со никого. Неговата самобитност е концепирана во 3 совршени личности: Бог Татко, Бог Син и Бог Свет Дух. Сите 3 личности се еден совршен и неделив Бог. Дали се обидуваш тоа да го сватиш? Немој. Бог е Дух. Тоа што е откриено им припаѓа на неговите синови, а скриеното му припаѓа на Бог. Но неговата објава, јас, е потврда дека тој е еден Бог, кој е личност откриен, како што реков, во 3 личности, Татко, Син и Свет Дух, кои се вклучени во чинот на спасението. Комплетно. Јас, вечниот, се е зависно од него. Тој јас е дарежлив Бог. Исус им дава, јас им давам. Неговата дарежливост не е само кон одредени созданија, туку таа е универзална. Сите негови созданија се зависни од дарежливоста на Бог. Бог не може по природа да не дава. Тој го дава се она што му е потребно на своето создание. Ако го повлече својот дух, вели псалмистот, се ќе исчезне, ќе снема. Тој ни дава живот, здив, движење, разум, сила, храна и се, без кој не можеме да живееме. Во конкретниот случај, Бог ни дава, вели, вечен живот. Исус тоа го рече: Јас им давам,
Život koji ne može da go zeme nikoj i nikogaš. Što ako se sluči da zgrešiš nešto? Da li Bog će ti go zeme večni od život što Isus ti go dava? Sekako deka nema da ni go odzeme. Бидејќи во 1. Јованово писмо, 2 глава вели вака: ако згреши некој, имаме застапник за нашите гревови или престапи, праведникот Исус. И не само за нашите, туку и за гревовите на целиот свет. Но таа сигурност не му дава за право на верникот да греши, бидејќи Бог постојано ќе му опростува. Туку ако се случи да згреши, Бог е верен да му прости и да го очисти преку крвта Христова. И јас им давам, што? Живот вечен. Тој дава живот вечен. Можеш ли да си ја замислиш вечноста и можеш ли да ја ограничиш? Има ли нешто поголемо од вечноста? Исус го дава животот на оние кои веруваат во Неговото име. Исус. Зашто нема друго име дадено под небото, преку кое можеме да се спасиме, освен тоа име Исус. Тој живот не зависи од нашите дела. Вечниот живот е Божи дар што не го заслужуваме со ниедно дело. Ако ги прашаш луѓето, сакаат ли да живеат вечно, тие ќе одговорат да. А ако им кажеш дека вечниот живот го дава Исус, тогаш ќе се премислат и ќе речат можеби не, или ќе бараат некаков изговор како да се подалеку од него. Но, сакали или не икеле, Библијата вели само дека Исус го дава вечниот живот. Не можеш да го добиеш од само себе. Треба да поверуваш во него и вечноста ќе ја имаш сега и во иднина и секогаш. Зарем не те радува тоа? Тој живот е загарантиран од Исус. Потоа Исус вели, и тие нема никогаш да заѓенат. Никогаш нема да заѓенат. Божите деца се запечатени со Светиот Дух за денот на откупот. Апостол Павле во Ефесјаните, 1 глава, 13 и понатаму стихови вели: во него и вие, откако го чувте словото на вистината, евангелието на вашето спасение, и откако и вие поверувавте, станавте запечатени со Светиот Дух на ветувањето, кое е залог за нашето наследство, за откупување на оние кои станаа Божја собственост, за пофалба на Неговата слава. Тоа е прекрасно, нели? Кога си поверувал, Бог те запечатил да бидеш Негова својина и Негова драгоценост. Позицијата што ја имаш како Божјо дете е сигурна. Никој не може тоа да го промени или да ти го земе. Ти некога си бил темнина, а сега си дете на светлината. Имаш нова природа со небесни закони. Тоа што си го сакал некогаш, сега не го сакаш. А тоа што си го мразел, сега го сакаш. Некогаш не си сакал да читаш Библија. Сега не можеш ако не прочиташ нешто од неа. Некогаш не си ги сакал христијаните што одат на црква, што читат Библија, а сега сакаш да бидеш во нивно друштво и да ги споделуваш твоите искуства, да разговараш со нив. Таа промена и тој нов положај се сигурни вечни, оти е запишано. Никогаш нема да заѓенат. Во тоа лежи христијанската сигурност и надеж. Ако се зависеше од нас, почитувани браќа, сестри, пријатели, ние брзо би го напуштиле Бог и би живееле според нашите желби и страсти. Но откако Бог ни даде нова природа, ние нема никогаш да заѓенеме и никогаш нема да отидеме во пеколот, каде што гори вечно. Потоа Библијата вели: и никој не може да ги грабне од мојата рака или од татковата рака. И никој не може да ги грабне. Никој не е во состојба да не оттргне од Божјата љубов во Исус Христос нашиот Господ. Апостол Павле вели: и така, што да кажеме на ова? Ако е Бог со нас, кој ќе биде против нас? Оној кој не го поштеди ни својот син, туку го предаде за сите нас, како нема да ни подари се друго заедно со него? Кој ќе ги обвини Божите избраници?
Bog li koji ги оправдува? Кој може да ги осуди? Исус Христос ли кој умре, а и воскресна од мртвите и кој е одесно на Бог и посредува за нас? Кој ќе не одвои од Христовата љубов, дали неволја или страдање, прогонство или глад, беда или нож, како што е запишано? Поради тебе не убиваат секој ден, не сметаат како овци за колење. Но напротив, во се ова ние сме повеќе од победници преку оној кој не засака или возлюби. И убеден сум дека ниту смртта, ниту животот, ниту ангелите, ниту властите, ниту сегашнината, ниту иднината, ни силите, ниту височината, ни длабочината, ниту било кое друго создание ќе може да не одвои од Божјата љубов во Исус Христос, нашиот Господ. Ова сигурност што Павле ја изразува не е некоја замислена или некоја фантазија, туку е реална и потврдена преку личност и силата на Светиот Дух. Светиот Дух заедно со нашиот Дух сведочат дека ние сме Божји деца. Божите деца се сигурни сега и во иднина и вечно. Тие се наоѓаат во Божите сигурни раце. И затоа понатаму вели од мојата рака. Исусовата рака е силата и власта. Штом ја има над своите деца, или што ја има над своите деца, таа рака е сигурна. Кога сме фатени за неја, Бог во Стариот Завет му велеше на Израел дека го носи на својата дланка. Исус ја носи својата црква на дланка. Вратите на пеколот или на адот нема да ја надвладеат. И затоа ја имаме сигурноста. Исусовата рака ја води црквата од самиот почеток. Никој не загина, освен синот на загинувањето, за да се исполни писмото. Кога ги имаме овие сигурни ветувања, христијаните треба да се радосни и секогаш задоволни од статусот и привилегијата што им се дадени преку Господ Исус Христос. Јас, вечен Бог, вечно постоечки Спасител, Откупител, љубов, правда, светост, битие кое постои од вечност и во вечност. Давам, дарежлив Бог, ги одржува сите созданија, им дава се во изобилие. Без неговата дарежливост ништо нема да постои. Јас им давам живот вечен, живот што нема крај за сите што веруваат, вечна радост, вечен мир, вечно блаженство. Никогаш нема да загинат. Божите деца имаат нова природа, седат заедно на Христовиот престол и се Божја собственост сега и вечно. Никој нема да ги грабне, ниту некоја земна или небесна сила не може да ги одвои од Божјата љубов која е засадена во неговите ученици. Мојата рака, таа е сигурна, цврста, Божја и има сила и власт да ги задржи сите оние кои се фатиле за неја. Исус те вика. Тој сака да ти даде сигурност. Тој сака да бидеш во заедница со Него. Сака да те спаси, ги бара изгубените, дојде за грешните и болните. Сака да ти ги прости гревовите. Сака да живееш вечно, сака да те направи среќен, ти нуди решение од смртта, воскресение, ќе те води во овој живот, сака да те благослови, ти го сака најдоброто. Бог нека ве благослови. Амин.